И во изминатиот едногодишен период општина Неготино реализираше бројни проекти чија основна цел е подобрување на севкупните услови за живење на населението од градот и населените места во општината. Согласно програмата за работа на градоначалникот Ванчо Апостолов, приоритет беше даден на спроведувањето на неколку паралелни проекти за подобрување на водоснабдувањето, долгорочно решавање на овој деценијски проблем со кој се соочуваат граѓаните и обезбедување 24-часовно водоснабдување. По завршувањето на проектот за хидраулично регулирање на притисокот на водата, кој на одредени локации достигнуваше и до 10 бари, што предизвикуваше пукање на дотраените азбестни цевки и чести дефекти, сега притисокот е стабилизиран помеѓу 2,5 и 4 бари, со што се придонесе за намалување на бројот на дефекти и нивно ефикасно санирање. Со средства во висина од 38 милиони денари од Светска банка, општина Неготино го реализираше проектот за реконструкција на водоводната мрежа на улици во градот и изградба на нов резервоар за вода во Тимјаник. Извршена е замена на повеќе од 60 години старата и дотраена водоводна мрежа на 10 улици во Неготино во должина од 8 километри со поставување на нов цевковод, со што се придонесе да се спречи губењето на драгоцени количини вода за пиење, кои сега се вратени во водоводната мрежа и доаѓаат до домовите на населението. Во Тимјаник финишира изградбата на нов резервоар за вода со зафатнина од 500 метри кубни. Новите количини вода ќе бидат наменети за потребите на граѓаните од Неготино кои живеат во високите зони, со што ќе дојде до растеретување на водоснабдувањето во пониските делови, додека водата од постојниот резервоар од 150 метри кубни ќе биде исклучиво за потребите на жителите на Тимјаник. Дистрибуцијата на водата од новиот резервоар до крајните потрошувачи се овозможува преку поставениот одводен цевковод и хидромеханичка опрема за обслужување и електроопрема за непрекината и функционална работа на двете комори од резервоарот. Заврши изградбата на уште еден нов резервоар со зафатнина од 250 метри кубни во Пепелиште. Извршено е поставување на потисен цевковод во должина од 1250 метри наменет за транспорт на водата до потрошувачите и стопанските субјекти кои действуваат на ова подрачје, чии потреби можат да се задоволат со 40 до 50 метри кубни вода, а останатите количини ќе можат да се пренасочуваат за обезбедување нови количини за граѓаните на Неготино. Овој проект е реализиран со средства од 6,5 милиони денари од Европската инвестициона банка преку Министерството за транспорт и врски. Паушалното плаќање на сметките за вода и низиното користење преку диви приклучоци го стимулираше трошењето кај овие граѓани во неограничени количини, на штета на потрошувачите кои плаќаа реални сметки за потрошена вода. На ваквата состојба е ставен крај со активностите што се реализираа за поставување водомери во секое домаќинство кое досега плаќаше паушални сметки за вода и откривање на диво приклучените граѓани, кај кои исто така се поставени водомери. Граѓаните на Неготино се меѓу ретките во Македонија кои ја имаат привилегијата да ги користат бенефитите од изградениот паралелен систем за наводнување на дворните површини со цел заштеда на водата за пиење. Меѓу повеќето проекти кои се спроведуваат за подобрување на водоснабдувањето, се реализираше и проектот за изградба на мрежа на постоечкиот паралелен систем со доградба на нови 600 метри на потегот до населбата Саат Кула, при што постоечката мрежа ќе се подели на уште 2 крака со поставување на дополнителни 300 метри мрежа на останатите улици во оваа населба. Во изминатиот едногодишен период, советниците во Советот на општина Неготино одржаа вкупно 11 редовни седници. Меѓу другото, Советот донесе повеќе одлуки за донесување урбанистички планови во населено место, измени и дополнување на урбанистички планови во градот, ја усвои годишната сметка на буџетот, донесе одлука за вклучување на општината во проектот енергетска ефикасност во прекугранична област како индикативен фактор на политика за животна средина, ја усвои програмата за комунални дејности и уредување на градежното земјиште, програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на државата, одлуки за легализации, усвои извештаи и програми за работа на локални установи, како и многу други одлуки и решенија. Создавањето на услови за забрзан локален економски развој, отворање стопански капацитети и вработување на невработените лица е приоритет на локалната самоуправа.
Неодамна започнаа работите за изградба на 36 километри долгата делница од гасоводот од Штип до Неготино, проект вреден 16 милиони евра обезбедени од владата на Република Македонија. Изградбата на гасоводот до Неготино треба да заврши до крајот на наредната година, пошто ќе се пристапи кон изградба на секундарна мрежа, за да може овој моште ефтин енергенс да дојде до домовите на населението од општината и до стопанските субјекти кои делуваат на ова подрачје и до оние кои во иднина ќе отворат нови производствени капацитети. Во новоформираната индустријска зона Неготино 2, која е со површина од 33 хектари, е најавена изградбата на првата агробизнис зона во Република Македонија која ќе биде лоцирана во општина Неготино. Станува збор за интегрирана земјоделска зона во која на едно место ќе бидат застапени складишни центри, трговците и компаниите, како и други представници во синџирот на набавки на свежи и преработени земјоделски производи и нивна дистрибуција до крајните потрошувачи во и надвор од земјава. Општина Неготино изврши продажба на сите 17 парцели во индустријската зона Неготино 1 на површина од 25 хектари, со можност за изградба на 26 објекти од Г2 лесна и незагадувачка индустрија. Неопходната урбанистичка документација е комплетирана и останува на инвеститорот да одлучи кога ќе започне со изградбата на капацитетите во оваа зона. Паралелно, по усвојувањето на деталниот урбанистички план од страна на надлежните државни органи, до крајот на годината локалната самоуправа се очекува да ја објави продажбата на парцели и во третата индустријска зона Дуброво-Тренмик на површина од 85 хектари. Се работи и на уредување на инфраструктурата за непречено функционирање на постоечките капацитети во нашата општина. Во урбаната заедница 8, од десната страна на излезот од Неготино кон Кавадарци, во тек е изградбата на неопходната инфраструктура за потребите на капацитетите кои функционираат на овој простор. Со проектот се уредуваат 3 улици, а на целиот простор на оваа индустријска зона ќе се постави водоводна, атмосферска и фекална мрежа. Со цел за надминување на проблемот со недостиг од паркинг простор, општината изработи основен сообраќаен проект за зонско паркирање во централното подрачје на Неготино. Се очекува капацитетот за паркирање на возила да изнесува околу 260 паркинг места. Реализацијата на проектот ќе се одвива во повеќе фази кои опфаќаат прилагодување на теренот, определување на зоните и нивно одбележување, како и поставување вертикална и хоризонтална сигнализација. По децении поминати со постоењето на една руина во центарот на градот, салата на ДТВ Партизан ќе се урива и на нејзино место ќе се гради модерен стамбено-деловен простор. Општина Неготино го продаде земјиштето на потенцијален инвеститор, чија прва обврска е да го сруши овој објект и да го расчисти целиот терен. На овој изворедно атрактивен простор на површина од 1268 метри квадратни со катност 5+4, со намена домување во стамбени згради со компатибилна намена за комерцијални и деловни објекти, инвеститорот ќе гради најсовремен и модерен стамбено-деловен комплекс, кој во целост ќе го смени ликот на овој дел на Неготино во позитивна конотација. Жителите на општина Неготино, на Криволак, сите кои патуваат кон армијскиот полигон, стопанските субјекти од тој регион и останатите учесници во сообраќајот, на располагање добија нов, современ и проширен, според сите стандардни, патен правец од Неготино до центарот на Криволак во должина од 3 километри. Од постоечките 3, патот е проширен на 5,5 метри, со поставување нов слој на асфалт, изградени се подпорни ѕидови, поставена е дренажа на неколку локации, како и еластична ограда покрај патот во должина од 1260 метри. Ново изградениот пат од Неготино до Криволак чинеше 22 милиони денари. Дел од сообраќајната инфраструктура која во општина Неготино е планирана за обнова е реконструкцијата на раскрсницата меѓу регионалниот пат 103 и обиколниот пат кај спортската сала Младост, каде според урбанистичкиот концепт на општинските органи треба да биде изграден кружен тек. Главна карактеристика на овие кружни раскрсници е што ги елиминираат пресекувањата на сообраќајните текови како конфликтни точки и ја прават раскрсницата побезбедна, а со самото тоа се придонесува и за зголемена безбедност на сите учесници во сообраќајот на оваа доста фреквентна локација на влезот во Неготино.
Се изведуваат и градежни работи за асфалтирање на патниот правец од Горни Дисан до Вешје, проект кој се реализира во неколку фази и од повеќе извори на финансирање. Во предвидениот рок за тоа, завршија градежните работи за асфалтирање на првите 800 метри со ширина на патот од 5,5 метри од оваа делница, за што се реализирани средства во висина од 20 милиони денари, а се изврши и тампонирање на 2 километри од патот, со што дојде до значително подобрување на условите за одвивање на сообраќајот и полесен пристап на населението до земјоделските површини на овој потек. Асфалтирањето на останатиот дел од овој патен правец ќе се одвива во неколку фази. По барање на општината изработен е основен проект за изградба на површинска фонтана на градскиот плоштад во Неготино на местото на веќе постоечката. Главниот базен на фонтаната ќе биде со димензии 10 на 10 и дилатирано машинско оделение од главното корито, а завршната површинска обработка на фонтаната треба да е со гранитни плочки. Преку изградбата на новата фонтана, основна цел е да се влијае на урбаниот концепт во централното градско подрачје и да го подигне квалитетот на изгледот на градскиот плоштад. Во Тимјаник со средства во висина од 10 милиони денари беа изведени градежни активности за асфалтирање на 3 улици во вкупна должина од 1000 метри. На задоволство на жителите на Тимјаник се изврши асфалтирање на една од најфреквентните улици која води кон селските гробишта и блиските земјоделски површини, како и на уште 2 улици во селото. Наедно во Тимјаник со гребен асфалт беше извршено тампонирање на неколку помали улички кои се од витално значење за функционирањето на местното население. Фирмата В група, која го реконструираше патот Неготино-Криволак, изврши асфалтирање на една од најоштетените улици во Криволак во должина од 300 метри, на огромно задоволство на местното население кое живее на оваа улица и кое се соочуваше со проблеми при движењето во текот на цела година. Исто така, во заедничка акција со местната заедница се изврши санирање на ударните дупки на главната улица во Криволак од центарот до армијскиот полигон. Локалното население од Долни Дисан со заеднички сили, работна рака и градежен материјал, обезбеден од локалната самоуправа, изврши бетонирање на една од улиците во селото во должина од 270 метри. Оваа активност имаше и хуманитарен карактер бидејќи се спроведе на барање на семејство со член со инвалидитет, на кое по бетонирањето му е овозможено непречено излегување на улицата, а бенефитите ги чувствуваат и сите жители кои живеат на тој потек. Со средства во висина од 15 милиони денари обезбедени од Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој, веќе извесен период се одвиваат градежни активности за изградба на патниот правец од селото Калањево до Бела Вода, каде се изградени повеќе викендички. Со реализацијата на овој проект ќе се обезбеди полесен, побрз и побезбеден пристап до излетничкото место Бела Вода, кое е масовно посетувано како од граѓани на општина Неготино, така и од посетители од други градови во Македонија. На површина од околу 4 хектари и со средства од 4 милиони денари, започнати се работите за реализација на проектот за комплетно уредување на со децении запуштениот простор околу спомен костурницата во Неготино. Планирано е уредување на јавните површини околу костурницата преку набавка и поставување на урбана опрема, уредување на скалите и изградба на пешачки патеки, изградба на амфитеатар и трим патеки, изградба на фонтана и игралишта за кошарка за одбојка на песок и шах на отворено, поставување клупи за седење, реквизити за најмладите и други придружни елементи, со што овој простор ќе добие сосема нов и современ лик. Во населбата Саат Кула, во близина на новоизграденото мултифункционално игралиште и комплетно реконструираниот забавно-рекреативен парк, интензивно течат работите за изградба на двоен тениски терен проект на општина Неготино и Агенцијата за млади и спорт. Станува збор за изградба на 2 тениски игралишта со тврда подлога, со димензии 37 на 37 метри квадратни со оградување на просторот и поставување осветлување за истите да можат да се користат и во вечерните часови. Со изградбата на двојниот тениски терен се заокружува проектот за изградба на спортско-рекреативен центар во оваа населба на простор кој доскоро беше запуштен и оставен на забот на времето, а сега представува пријатно катче за спортување, рекреирање и одмор на повеќе генерации неготинци.
Неготино е втора поред општина во Македонија која со цел за стимулирање на наталитетот започна со доделување вредносни ваучери од 7.000 денари за секое прво или второ родено дете, 14.000 денари за семејствата кои имаат трето дете и 30.000 денари за машки лица над 40 години кои за прв пат стапуваат во брак. Во изминатите 3 години од стартот на проектот доделени се над 600 вредносни ваучери, а задоволството од проектот редовно го искажуваат и самите корисници на ваучерите, кои велат дека за нив, како млади луѓе, секоја финансиска помош е добре дојдена. Дека станува збор за успешен проект, говори и фактот дека во изминатите 3 години наталитетот во општина Неготино е зголемен за околу 20%. Со доделувањето на 50 сертификати на постојни и идни пчелари, беа финализирани активностите од проектот Поддршка и развој на економијата на пчелни производи во прекугранична област, кој е финансиран преку ИПА ЦБЦ програмата Македонија-Грција. Покрај обуката ќе бидат обезбедени опрема за развој на пчеларството и простории за иницираното формирање на локалното здружение на пчелари од општина Неготино. Пчеларите почетници че имаат обврска да се регистрираат како индивидуалци или предпријатија за производство на мед и други пчелни производи и на тој начин да се обезбедуваат сопствена екзистенција, а со дел од средствата од проектот ќе се гради инфраструктура на патот Горни Рисан-Вешје во должина од 400 метри. Сдруженијето на слепи лица од општината на располагање доби нови и опремени простории, со што се создадени неопходните услови за нормално и редовно функционирање и извршување на предвидените активности за работа на неговите членови. Новите простории се од големо значење за слепите лица, бидејќи овде ќе можат непречено да ги спроведуваат бројните активности и да го поминуваат слободното време во играње на разни друштвени игри. После 44 години поставена е нова фасада на основното општинско училиште Гоце Делчев во Неготино, со што ова образовна установа доби сосема нов и освежен лик. За комплетното поставување на новата фасада и термоизолација на целото училиште беа реализирани средства во висина од 2,5 милиони денари. Одговорните во училиштето Гоце Делчев во текот на летниот распуст извршија реконструкција и на подрачното училиште во селото Курије, во кое наставата ја следат ученици во 2 комбинирани паралелки. Со цел за подобрување на условите за што е можно поквалитетно одвивање на наставата, во основното општинско училиште Страшо Пинџур, како и во подрачните училишта кои делуваат во негов состав, се изврши набавка на нов училишен инвентар, односно клупи и столчиња кои се специјално дизајнирани да одговараат на потребите на учениците од нивна возраст. Од училиштето Страшо Пинџур информираат дека за време на летниот распуст е извршено комплетно реновирање на училишната зграда на подрачното училиште во село Војшанци со обнова на надворешниот и внатрешниот дел, со што се создадени подобри услови за одвивање на воспитно-образовниот процес. Илјадници граѓани од општината и гости од земјава и странство го проследија централниот настан од манифестацијата Недела на виното која се реализира во чест на празникот Свети Трифун, ден кога се врши символичниот чин на закројување на виновата лоза. На најдобрите производители на вина и ракија им беа доделени пригодни награди и признанија, а присутните на градскиот плоштад имаа можност да дегустираат специјалитети од храна и вино. Согласно критериумите за надпреварување во втората фудбалска лига, се реконструира градскиот стадион во Неготино. Во тек е изградбата на 4 нови соблекувални, една помошна просторија за судиите и делегатот и сала за состаноци на површина од 180 метри квадратни. Поставена е заштитна ограда на подтрибинскиот простор, пластични столчиња на трибините, како и метални конструкции за резервните фудбалери. Општина Неготино беше домаќин на повеќе локални и државни спортски настани кои беа поддржани од локалната самоуправа. Се одржа државното првенство во кикбокс со учесници во 3 категории. Традиционалниот меѓународен турнир во ракомет Неготино 2016, општинското првенство во шах со над 50 учесници, 9-тиот поред турнир во улична кошарка кој привлече голем број гледачи на градскиот плоштад, меморијалниот турнир во борење во чест на Јован Димитров, како и голем број други спортски настани и манифестации.
Во изминатиот едногодишен период, општина Неготино реализираше и многу други проекти, за кои населението беше запознато преку расположивите средства за информирање, а спроведувањето на проекти и активности за подобрување на условите за живење на населението продолжуваат и во наредниот период.